30 деца со посебни потреби денеска се израдуваа на новогодишните пакетчиња што им ги подари Здруженијето Инклузива. Поради просторните ограничувања на Здруженијето, оваа активност се организираше во просториите на Општинското основно училиште 11 октомври. Пакетчињата им ги врачи Дедо Мраз во придружба на своето џудже. Здруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива денеска израдува 30 дечиња со посебни потреби, подарувајќи им новогодишни пакетчиња. Поголемиот дел од овие деца поради здравствената состојба не се во можност да посетуваат училишна настава и 24 часа се во домашни услови. Се заблагодаруваме јавно на јавното предпријатие Чистота и зеленило што ја обезбеди донацијата со 30 пакетчиња за да ги израдуваме и овие дечиња да излезат од дома, но и да ги викаме активно да се вклучат во активностите на нашето здружение. За 2018 Здруженијето Инклузива планира активности кои се ограничени со тоа што немаме доволно простор, бидејќи бројката на децата со попреченост во домашни услови е огромна и нашиот простор не соодветствува со бројката која е, но сепак мислам дека ќе може да се изнајде решение, активностите ќе ги реализираме макар и во туѓи простори, како денеска што сме, каде што не излезе во пресрет училиштето 11 октомври, но излегува во пресрет и Дедо Мраз и убавата придружба, што доброволно дојдоа и предизвикаа голем број на насмевки на дечињата со попреченост. Повеќето од родителите не се информирани за основните права што им се загарантирани со законската рамка во Република Македонија. Ги повикаме да дојдат да се информираат за да можат што полесно да ги остварат тие права, бидејќи се од животно значење за нивните деца и за нив самите. Значи, информациите што се даваат преку институциите не им се достапни, а затоа ние како здружение што повеќе работиме на информирање на оваа категорија на граѓани, но и во рамките на нашиот информативен центар информациите ги споделуваме на нашата Facebook страница и на нашата веб страница. Ваквите активности се чекор напред кон нивната социјализација, потврдуваат и родителите, но за да се организираат било какви трибини, работилници, па дури да станува збор за дружење и размена на искуства меѓу семејствата кои што имаат деца со посебни потреби, потребен е соодветен простор, бидејќи Здруженијето располага само со една канцеларија во која нема можности за пообемни активности. Најголем проблем можеби кај нас родители е токму тоа, вакви средби и овие наши деца и делник и празник за нив е постојано едно исто. И она што најмногу нам не треба, еве денеска некој се сетил за нас и после празниците, или како што реков, за нас секој ден е ист. Нема празник, нема делник, нашите денови изгледаат постојано едно исто, бидејќи ова се деца што бараат нега постојана, некој да има покрај нив и да води грижа за нив. И бараме можеби и на локално и на државно ниво, можеби во најскоро време една ваква училница, еден ваков простор каде што ќе се излегува, каде што ќе имаме можност да нешто кажеме дека денеска во нивното секојдневие нешто се случило. Нешто виделе, можеби еве мојот син денеска ба се расплака од овие настани затоа што тие немаат ни навика ни за излегување, ниту за дружење, ниту се е за нив непознато и можеби вакви средби голема радост за нас родители, голема, значи да речеме празник и кога ние некаде ќе излеземе и кога нешто ќе се случи во нашиот живот. Здруженијето Инклузива се погласно се залага за измени на Законот за здравствена заштита и на Законот за социјална заштита. Ние се бориме за измена на Закон за здравствена и на Закон за социјална заштита, каде што токму приоритети се поставени за оваа категорија на граѓани. Во Законот за социјална заштита бараме биолошкото семејство да има право исто како згрижувачкото семејство, а во Законот за здравствена заштита бараме да нема возрастни ограничувања при остварување на бесплатна здравствена заштита. Од Инклузива ги повикуваат граѓаните кои што имаат потреба од било какви информации во врска со остварување на основните права на нивните деца да ја посетат канцеларијата што се наоѓа на булеварот Октомвриска револуција.